Денес оди се во сенка и даваме приоритет на Меѓународниот ден на жените. Значи првиот блок на вести со денот на жената е поврзан. Денес жените го слават својот празник 8 март. Она што жената го заслужува е почитувањето, бидејќи сакале мажите да признаат или не, жената е столб на семејството. Денес направивме и анкета низ штипските улици и штипјанки рекоа: бараме поголема почит од посилниот пол, а честитката за денешниот празник доаѓа заедно со вниманието преку цвеќето. Празникот на жената 8 март и оваа година во Штип се одбележа со сите нишани како што е ред. Заедно со честитките цвеќето доминираше. Добро, највеќе што сакаат да купат? Циклами. Циклами. И овие трендафилите. Така. Порака за жените за 8 март. Па среќен празник нека е. И да дојдат да се земат некој циклами. Сите да се срекни и живи и здрави, и тоа е најубава порака од мене. Здравето е најбитно и мир да има за сите. Купуват ли цвеќе? Купуват, да, сите. Мажите ефтино. купуват ли? Мажите супер. Они највише зимат сега. Да. Дено е за жената и се најубаво за сите. Купува се доста цвеќе. Членовите од Сдруженијето Порака на штипските пензионерки по повод 8 март им приредија изненадување. Денес членовите на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака на еден начин возвратија на овој ден на пензионерите за нивната досегашна хуманост и соработка со нашиот центар, бидејќи ние од нова година навистина скоро ја почнавме соработката со нив, меѓутоа веќе направивме 2 средби, ова е 3-та средба, голема благодарност до нив. И за денешниот ден децата подготвија по еден цвет за сите жени пензионери кои се и со цел да и се заблагодарат за нивната грижа, нивната поддршка која имаат. Жената е како цвеќе кое треба да се негува, а 8 март е само еден ден во годината, но жените си посекуваат да им биде секој ден како 8 март. Пораката да сме здрави и живи, да го пречекаме секој овој 8 март убаво, да сме единствени, да се дружиме, да учествуваме во сите манифестации, како до сега што имавме успех актива на пензионерки, така и да продолжиме. Една порака до сите жени на светот да се дружиме, да се сакаме, да се почитуваме. Со жената е најубав цвет, треба да ја негуваме ни сите 365 дена и да ја почитуваме како мајка, пријателка, како најубавиот цвет во нашиот дом и во општеството. Тука сме собрани сите жени да се дружиме и на сите да ја честитаме 8 март празник. На сите жени го честитаме 8 март, бидејќи сме заслужили ние вај ден да го славиме. Тетка Мира вика да бидеш мир и здравје. Жените да ги слушат мажите, ама многу не ги слушат мажите. Денес со цвеќе за жените по повод 8 март и волонтерите од Младински клуб. По повод 8 март, ние волонтерите од Младински клуб Штип организираме 8 мартовска акција со цел да оддадеме мало внимание на жените од нашиот град и да им го честитаме празникот на жената. Голема благодарност до Средното училиште Димитар Мирачиев, Државни студентски дом Браќа Миладиновци и емотивниот доел кои донираа за да се освари оваа акција. Денес исто така славеа и угостителските објекти, бидејќи по повод 8 март жените прославуваа со песна и овро. Честитка по повод Меѓународниот ден на жената денес испрати и штипскиот градоначалник Илчо Захариев до сите жени. Овој ден треба да биде само потсетник за богатството кое го имаме во општеството, покрај нас во домот и во семејството. За наша среќа, за разлика од пред 100 години, денес жената е символ на цврстината, на храброста, на одлучноста и способноста. Таа не е повеќе слаба, подчинета и покорна, без сопствено мислење и став. Денес сме среќни што Македонија има жени лидери во политиката, во бизнисот, во културата, во здравството, практично секаде и што рамноправно донесуваат одлуки кои се корисни и важни за сите нас. Но за волја на вистината постојат и такви гледишта, не само кај нас, туку и ширум светот, кои се спротивни на демократските и цивилизацијски убедувања за правата на жената.
Таа е најголем доказ дека вашата борба треба да продолжи, да биде истрајна и силна, се да комплетно изедначување на мажот и жената насекаде во светот. Постојат милиони примери кои потврдуваат дека жената денес е мудра, правдолюбива и посветена и дека може да биде рамноправна, па дури и подобра од мажот. Прекрасна содржина на честитката испратена од градоначалникот на Штип Илчо Захариев до сите дами. А и градоначалникот на општина Македонска Каменица Дарко Митевски за празникот на жената обезбеди цвеќе за понежниот пол во преубавата Македонска Каменица. Ние како општина Македонска Каменица се трудиме секојдневно да посветуваме внимание на сите категории на граѓани кои што живеат во општина Македонска Каменица. Еве денес е посебен ден кој што го одбележуваме 8 март, празникот на припадничките на понежниот пол, празникот на жените, на мајките, пензионерките, на работничките, на секоја една жена во светот. По тој повод општина Македонска Каменица набави повеќе од 1000 рози кои што се распределени по текстилните фабрики во општина Македонска Каменица, во јавните установи, на Сдруженијето на пензионери, практично на сите они граѓанки кои што извршуваат некаква улога во општеството, но и во општина Македонска Каменица. Ја користам оваа прилика да им го честитам 8 март, да им посакам многу здравје, среќа, успех. Жената денес има рамноправна улога во општеството, се надеваме дека тоа ќе продолжи во идните. И по 160 години жената и незините права се актуелни за 8 март. Анализите на невладиниот сектор покажуваат дека македонските жени треба да се борат за своите работнички права, повисоки плати и да бидат подеднакво вреднувани во заедницата. Весели, преубави, женствени, насмеани, вакви се денеска македонските жени низ кафеаните и кафулињата. Но што слават жените кога и во 21. век продолжува нивната борба за повисоки плати, работни места, подеднакво вреднувано од заедницата и покрај тоа што во македонските и европските закони не се прави разлика меѓу род и пол. Женската битка почнала во 1857 година во Њујорк со протести на текстилните работнички и формирање на синдикат. Токму во македонскиот исток со низ за децении наназад доминира текстилниот сектор, во кој над 70% од вработените се жени. Левичарското друштво Солидарност со направените студии на терен покажаа дека жените во текстилниот сектор во земјава не се синдикално организирани и постојано бележат кршење на нивните права. Постои страф едноставно за работното место. Тоа е една. Другата работа е генерално во Македонија постои недоверба кон голем дел од синдикатите. Не велам сите, затоа што има синдикати кои се функционални и добро работат. Еве не споменав претходно, да речеме синдикатот на вработените во дипломатијата имаат 50% од нивното лидерство се жени. Така да има и синдикати кои и доволно вклучуваат, не доволно, туку значајно вклучуваат жени и добро работат. Меѓутоа генерално има скептицизам кон синдикатите. Од Штипската невладина организација ЕХО пак вела дека текстилните работнички во последната година го надминале стравот за да пријават дека во незината фабрика се кршат работничките права. Оно што се случува е дека голем дел од нив постојано пријавуваат, значи се повторуваат случаите. Дефинитивно расте затоа што се охрабруваат и затоа што ние правиме некои едукации за тоа кои се всушност работничките права, кои што самите треба да ги препознаат и да си ги штитат на некаков начин. И мислам дека да, се охрабруваат да пријавуваат. Статистичките податоци велат дека се уште жената не е рамноправна со мажите и покрај тоа што 57% од дипломираните студенти се жени, 59% магистри и 57% доктори на науки. Меѓутоа, 36% се професори на факултетите. 20,8% од оние со плата над 40.000 денари се жени, а 79,2% се мажи. Сепак треба да се знае дека Обединетите нации официјално 8 март го прогласиле за Меѓународен ден на жените во 1975 година. Во незавидна положба се жените во аграрот. Борејќи се за своите економски и социјални права, жената фармер се уште е во подредена улога на земјоделските стопанства, без при тоа да биде вреднуван незиниот труд, капацитетите и можностите за развој на семејните бизниси, бидејќи мажот е тој кој се уште носи одлуки.
Мал број на жени во Македонија се носители на земјоделски стопанства. Незините капацитети и можности за развој на аграрот се уште недоволно се искористени, сметаат експертите. Во светот, па и кај нас се уште мажот има доминантна улога во носењето одлуки за инвестиции, доработка, развој на нови производи, а жената е таа која останува на периферниот дел без проценка на незините капацитети и можности кои може да ги пружи за развој на земјоделските стопанства. Се уште мажот има доминантната улога во носењето одлуки за инвестиции, за доработки, развој на нови производи. Жената е оставена на некоја периферна улога која ни оддалеку не ги задоволува реалните процени за незиниот капацитет и можности кои што таа може да ги пружи во едно земјоделско стопанство. Жената фармер едуцирана и користејќи ги алатките на информатичката технологија, може да развива семеен агробизнис во сферата на така наречените неземјоделски дејности, како што се туристичките услуги и традиционалните производи, и да го заземе местото кој припаѓа, а со тоа и да обезбеди екзистенција за семејството. Идната улога на жената во овој дел го гледам во развој на така наречени неземјоделски услуги на стопанството. Тоа подразбира дека развојот на туристички услуги, развој на традиционални производи или производи со географско потекло мора да го најдат своето место како информација до сите жени кои што имаат пристап до информативна технологија. А тоа значи дека благодарение на користењето на модерните средства за комуникација можат со помош на други стручни тела и институции во државата да пристапат кон развој на специфични производи кои што може да ги понудат на пазар, со што ќе овозможат создавање на дополнителен приход за семејството, а со тоа ќе зголемат својата самостојност и ќе зголемат незината улога во земјоделско семејство. Мерките за потикнување на развој на земјоделството од жените фармери недоволно се искористени. Во тој дел нивното учество е само 2%. Во привилегирана група на земјоделци за жените фармери се предвидени и повисоки субвенции, кои засега не го даде очекуваниот ефект. Затоа сметаат познавачите, потребно е едно мултидисциплинарно истражување, кој треба да ги открие причините зошто незината улога е се уште да стои на периферијата и зошто не е вклучена поактивно во водењето на земјоделските стопанства, со ставање на акцент на младото население како носител на идниот развој на земјоделството во државата. И да го заокружиме блокот поврзан со Меѓународниот ден на жената со уште една честитка. Овој пат од пратениците во Собранието на Република Македонија од Штип, Трајче Димков и Никола Мицевски. Во нивната честитка се вели: почитувани штипјанки, ви го честитаме 8 март Меѓународниот ден на жената, кој го символизира општествениот и економскиот просперитет на современата жена. На секоја од вас ви посакуваме личен и општествен просперитет во современите услови на динамичното живење, се вели во честитката од штипските пратеници. 10.000 штипјани до денеска пријавиле дека минатата година имале дополнителни приходи. Крајниот рок е до 15 март. За актуелната состојба во државава, парламентарни предвремени избори заедно со локалните се излез од политичката криза во земјава. Единствен гарант за зачувување на унитарноста на Република Македонија е формирање и развивање на силно граѓанско и мултиетничко општество. Изјави денеска премиерот Емил Димитриев во врска со најавите за отворање на бегалски кампови во земјите од Западен Балкан, вклучително и Македонија. Димитриев беше дециден дека во Македонија нема да се дозволи отворање бегалски кампови. Вака како некој што сака да ги постави работите во Македонија, со исклучување на мнозинскиот македонски народ, мнозинството турци, роми, власи, бошњаци, срби и други етникуми, сметам дека ова не може да биде реализирано. Тоа е првиот момент. Второ, во постизборниот период во Република Македонија се отворија дискусии кои што длабоко задират во уставното редување на Република Македонија, а кои што не беа дел од предизборната кампања или многу малку се зборуваше за тоа. Јас сметам дека ваквите теми не се привилегија на политичките елити, колку и тие да се сметаат способни да се справуваат со овие процеси, дека за вакви теми единствен фактор кој што може да каже и да се изјасни е народот на нови парламентарни избори кои што би биле организирани заедно со локалните.
Привремениот претседател на владата на Република Македонија Емил Димитриев денес ги посети новоизградените простории на општинската јавна установа детска градинка Весели Цветови во Делчево. Само минатата година во државата се изградени градинки во кои можат да се згрижат 1400 дечиња. Споредбено со претходните години, овој податок укажува дека бројот на деца кои секојдневно одат во градинка е зголемен дури 3 пати. Изјави денес во Делчево премиерот Емил Димитриев, која посети градинката Весели Цветови. Со проектот за градба на 140 нови градинки, сметаме дека барањата на жителите од Република Македонија за сместување на своите дечиња во ваквите установи ќе биде во целост имплементирана. Со доделување на грантови, поволни кредити од Македонската банка за поддршка и развој, намалување на комуналиите за 95%, како и откуп на земјиштето од 1 евро за метар квадратен, е причина за зголемување на бројот и на приватни детски градинки. Во изминатиот период од 2008 до ден денес се отворени 21 приватна детска установа, и тоа што радува дека и во рамките на самите фабрики, во рамките на самите високообразовни институции се отварат, она што го дозволува законот. За целосно да се задоволат потребите на делчевските родители, во најскоро време се планира да започне изградба на нова детска градинка. Инаку со инвестиција од 2,7 милиони денари, градинката Весели Цветови од 240 својот капацитет го зголеми на 340. За другите актуелности, 10.000 штипјани до Управата за јавни приходи доставиле годишни даночни пријави за остварени дополнителни приходи во текот на изминатава година. Рокот истекува и останува само уште една седмица да се достават пријавите. 10.000 штипјани доставиле годишна даночна пријава дека минатата година оствариле дополнителни приходи, информираше денеска Маре Данкова од регионалната дирекција на УЈП Штип. Таа вели дека граѓаните пријавите за дополнителните приходи треба да ги достават до 15 март. Управата за јавни приходи, регионална дирекција Штип ги подсетува сите физички лица кои имат остварен дополнителен приход во текот на 2016 година од плати, кири, закупнини, дивиденди, авторски права, игри на среќа, поголем износ, значи од 5000 денари, значи хонор регрес или К15, исто така приходот што го оствариле од интернет игрите, облажување на странските интернет страни, нека имат обврска тој приход да го пријават до 15 март 2017 година. Регионалната дирекција на Управата за јавни приходи Штип е отворена за граѓаните секој работен ден од 8 часот и 30 минути до 18 часот и се апелира граѓаните да не го чекаат последниот ден. Пријатна вест, а со тоа практично и се оствари желбата на штипјани. Макфест годинава повторно се враќа на стариот датум како во своите почетоци ќе се одржи во октомври годинава. Денес жири комисијата ги преслуша пристигнатите композиции на конкурсот кој беше распишан за 32-то издание на фестивалот за забавна музика Макфест. Фестивалот на забавна музика Макфест наместо во јуни годинава ќе се одржи во октомври. Директорот на фестивалот Макфест Лјупчо Мирковски на денешната пресконференција рече дека до пред неколку години обичај беше фестивалот да се одржува токму во октомври, а стариот датум се враќа на барање на штипјани. Жири комисијата на фестивалот од денеска почнуваат со преслушувањето на композициите кои се пристигнати на конкурсот. Можам да кажам дека сме така доста задоволни од пристигнатиот, не од материјалот, не сме го преслушали уште, меѓутоа од бројката. Имаме негде околу 140 пристигнати песни. Дел од тоа се од домашни автори, дел од странски автори кои благодарејќи на она што го правевме минатата година со странските изведувачи овде со странски автори, се малце се прошири веста дека и низ Европа дека има овде фестивал кој заслужува да му се обрне многу внимание.
Мирковски забележа дека се пристигнати песни од Киргизстан, Белорусија, Шведска, Норвешка, Германија, Куба и Шпанија. Фестивалот Макфест ќе се одржи на 5, 6 и 7 октомври. Првите две вечери се полуфинални и на нив ќе настапат и домашните и странските изведувачи, а третата на 7 октомври е финалната вечер. Мирковски најави дека ќе имаат новини и во делот на гласањето, а наградите за најдобрите изведувачи и композиции се остануваат исти, односно за првата награда се добиваат 10.000 евра, втората 7.500 евра, а третата награда изнесува 5.000 евра. Фестивалот Макфест и оваа година финансиски е поддржан од Министерството за култура. Дождот добре дојден за есенските посеви. Навестуваат добар род поради добрата подлога на влага на почвата и по снегот кој го имавме зимава. Дождот е добре дојден за есенските посеви. Благодет од него ќе почувствуваат земјоделците кои есенва ги посеале нивите со житни култури и извршиле прихрана. Значи после така да кажем, значи долгата зима која веќе имаме, значи за разлика од минатите години добар снег, значи еве сега имаме еден дожд кој малку период точно добро очекување, имавме малку со помалку врлежи, така да, но сепак ќе биде добро за сите земјоделци. Посебно може да направам за есенските посеви кои се веќе добро се развиваат, се напредуваат, луѓето се веќе активни земјоделци на теренот, значи вршат прихрана на самите посеви, така да со самиот овој дожд веќе ќе имаме на многу подобрување на самите посеви. Врнежите поволно ќе се одразат и во лозаро-овоштарството. Исто така може да кажем и за другите, како во лозарство, така во овоштарство, добродојден е дожд, од аспект на тоа дека влагата ќе си ја прима добро, значи ќе има поврзување на она влага од снегот и ова површинската влага. Се на се општо, значи дождот е добродојден. Климатски услови одлични, значи времето е многу затоплено, така да ќе очекуваме многу добра плодна година ова, за разлика од минатата година беше многу потешка. Според податоците од Управата за хидрометеоролошки работи, врнежи од дожд се очекуваат и следниве денови, но локално и со помал интензитет. Во текот на вчерашниот ден и ноќта, до раните утрински часови во Штипско, според информациите од таму, наврнале 3 литри дожд на метар квадратен. Изминативе 2 седмици на 15 на пожари од запалени стрништа интервенирала Делчевската територијална противпожарна единица. Командирот на територијалната противпожарна единица во Делчево, Јонче Атанасовски, рече дека земјоделците, сакајќи да ја исчистат сувата трева од нивите или меѓите, палат оган кој им бега од контрола, пошто предизвикуваат штети на околните шуми или ниви од соседите. Имајќи предвид дека сезоната за чистење на нивите со затоплувањето на времето ќе добие на интензитет, од Дирекцијата за заштита и спасување ги известуваат, односно апелираат до земјоделците да внимаваат при оваа пролетна активност на своите ниви. По пети пат, Општина Штип го распишува конкурсот за избор на уметнички дела од вештите раце на децата со посебни потреби. Годинава на тема Пролет, основците и средношколците треба да изработат уметнички дела, но овој пат од хартија. Традиционално и оваа година Општина Штип по повод 22 март, денот на пролетта, распиша конкурс за изработки од хартија за деца со посебни потреби. На конкурсот со тема Пролетта моја вечна инспирација може да конкурираат сите ученици со посебни потреби од основните и средни училишта. Изработките треба да се достават до Општина Штип, Оделение за јавни служби, со назнака за конкурс по повод 22 март, денот на пролетта, надоцна до 20 март 2017 година. Со ваквите активности се рушат општествените бариери, стигматизмот и дискриминацијата кон лицата со посебни потреби, кои во 21 век се уште постојат. Од друга страна пак, децата на овој начин ја зголемуваат својата самодоверба и успешно се социјализираат. Покрај тековните активности кои што ги имаат во училиштата, ваквите активности се сушност се покажале како добар ефект за дечињата со посебни потреби, да излезат од училишните клупи, да се социјализираат и со другите дечиња, така што гледаме Општина Штип
да реализира почесто вакви активности. Годинава Штипската локална самоуправа конкурсот го распишува по 5 пат, а досега со своји уметнички дела имаат конкурирано околу 500 деца со посебни потреби. Овде го заокружуваме ова издание на вестите. Благодарност за вниманието и уште еднаш на крајот на ова празнично издание на вестите. Честитки до сите наши почитувани дами, многу здравје, среќа и љубов. Останете во положение со Ирис телевизија и имајте пријатна вечер.